Дента на 25.2 се случи, значи пред да се заврши генералката, имаше уште време, околу 9 часот, дојде господин Ивајлов, што многу беше луд и почна психички да ме малтретира, зашто не е направена уште генералката, зашто не се наредени нели столчиња, зашто не е чисто. Јас му одговорив дека имаме време до крај на рокот, значи ќе биде завршена целата работа. И он упорно ме влечеше, не е ни тука и ме влечеше дури до не знам колку да речам 2-3 метра така. Јас мислам му избегав така и му реков, господине Ивајлов, ние ќе ја завршиме работата, има време. Беше околу 9 часот, ние генералката требаше да ја завршиме до 10, нели не се отварат рестораните. При крај бевме со генералката, така да немаше толку причина и он мислам за малце да ме маваше и со столчиња. Лупаше по маси, столче по столче, нели, ги фрлаше и ме буткаше мене, значи, како да го докажам тоа, буткање што за малце јас да паднав, како може такво понашање со жена, плюс бремена жена. Не ми беше јасно, бев многу револтирана, нервозна, ме молеше после да разговарам на мирен начин со него. Не бе во состојба, така да и јас отидов во полиција, го пријавив случајот и ќе видиме што понатаму. Имаше ли често такви инциденти или тој беше? Имаше, мислам, секогаш така, нели, лупање, викање, мислам, и по другите вработени, само до толку, до влечење, до туркање, со мене беше некако најлошо однесување. Кажи го другите работни фрлањето мопови тие работи. Да, а со другите вработени, нели, имаше фрлање мопови, викање, исто така влечење. Исто и на едно машко кој работеше со машини, исто него го влечеше, тука да дојдеш со машина, таму да чистиш со машина, мислам, на таков начин, не знам, не се зборува иако директор. Ми се закануваше дека ќе ме брка од работа, дека јас сум директор, знаеш, јас те плаќам, викам ти можеш да ме бркаш од работа, може би ти ме плаќаш, викам, ама јас не сум вработена кај тебе, јас сум во лан сервис. И како да го докажам тоа, јас сум вработена во лан сервис, викам, и ти можеш да ме бркаш, ама не смееш да ме туркаш или да ме тепаш. Нели, остана само тепање во тој момент. И тоа е све. Мислам, не сум само јас едната што бев така психички малтретирана, него секој ден стварно бевме сите вработени, никој не беше опуштен да работи како што треба. Сите кога ќе го видат дали е Љубиша или Ивајлов, дека поминуваат по одници, сите се тресат од нив, како да е некој... И од претходната фирма? Да, и од претходната фирма ни рекоа, ама тоа немаме, нели, тоа не интересира него за нашите вработени, тоа е најбитно. Психичкото малтретирање почна од кога за прв пат беше побарано од вас да отпуштите роми вработени или претходно? Од почетокот беше. Од 14 Почетокот. Значи, почна така психички, побаравме од господин Љубиша, кога одевме, нели, на контрола, на ова, викам, ние сме малтретирани, викам, многу и психички и физички. Дајте, викам, некако да направиме нешто, за да работиме, нели, на слободно. И јас, и сите работници што работиме, стварно, викам, работиме под притисок. Мислам, тоа беше од почетокот кога почнавме. Тоа малтретирање се однесува само на работниците од ромска националност или на сите други? На сите, да кажеме, не без разлика дали беше ром или, ама на ромската националност, мислам дека повеќе. Ако е за тоа. Случај еден можем да го кажам, како поминува жена, вика, вие не сте ги извадиле ромите. И ние викавме, не ова е ромка, него ова е албанка, па исто е. Значи, не може на таков
начин он да одговара дали е ромка, дали е албанка, дали е исто, нели?